Грчките медиуми откриваат дека речиси е договорено Македонија да влезе во НАТО во јули следната година, а до тогаш Скопје и Атина треба да најдат решение за спорот за името. Порталот Differ News дури го објавува датумот кога тоа ќе се случи, а тоа е на самитот на Алијансата на 11 и 12 јули. До тогаш двете земји мора да го решат билатералниот спор, зашто веќе се водат интензивни преговори во кој е вклучен и високиот представник на САД Хојтји. Влезот на Македонија треба да се случи символично на 10 години од ветото на Грција на самитот на НАТО во Букурешт во 2008 година. Оно што е посебно интересно е охрабрувањето кое го добиле грчките власти дека ќе се формира комисија која ќе го опфати целокупното работење на проектот Скопје 2014. Планот предвидува повлекување на некои од статуите кои според Грција поттикнуваат иредентизам. Сепак грчките медиуми се внимателни и велат дека до решение на билатералниот спор нема да дојде лесно, особено во делот на идентитетските прашања. Една од варијантите за решение се словенски термини за идентитетот и јазикот. Министерот за надворешни работи Никола Димитров денеска не одговори на шпекулациите дека се преговара за имињата Горна или Северна Македонија, ниту пак ја образложи изјавата на премиерот Зоран Заев дека се бара ново име на државата. Па има обид да се создаде една позитивна клима во тој процес. Јас би сакал покрај убави зборови да има и конструктивни ставови, бидејќи тоа во основа ќе биде клучно. Така што факт е дека тоа беше еден процес што беше во застој подолго време. Беше во застој меѓу другото и поради тоа што се наметнаа други прашања што сами по себе представуваа пречка. Пред неколку дена и премиерот Зоран Заев потврди дека се бара ново име за Македонија, а пак американскиот дипломат Хојтји нагласи дека во моментов двете земји се најблиску до конечно решение на спорот.